кој не знае или не слушнал за Јове Магде, осумката на прилепскиот фудбалски клуб Победа. Прилепчаницот Јован Магдески имаше првата, а може слободно да се рече, и последната љубов – фудбалот и прилепска победа. Познатата осумка на Победа остави длабоки траги во прилепскиот, македонскиот, а и во југословенскиот фудбал. Мора да е така, зашто еден од најфудбалските градови во некогашна СФРЈ беше Прилеп. Јове Магде, а и прилепчани се сеќаваа на времињата кога цел град живееше за фудбалските надпревари. Познатата кафеана осумка не случајно го носеше тоа име. Јове Магде, кој од неодамна е во носталгичните спомени на прилепчани, беше непресушната инспирација за генерациите. Некогашниот фудбалер, денес член на управниот одбор на ФФМ, Маријан Стојковски, со љубов и носталгија се сеќава на советите од Јован Магде. Неколку младици не вклучи и во првиот тим. И тоаш Јове како голем авторитет, нас помладите, посебно мене, многу ми помогна по мојата понатамошна фудбалска кариера. Многу авторитетен, многу реален, со чиста душа, а како што беше како фудбалер, уште подобар и како човек. А како фудбалер можам да кажам дека беше, според мене, еден од најдобрите фудбалери што сум го памтил во минатото Победа и сегашност. Стандардна десна полутка, осумка, никој не можеше да го земи тој дрес. Размислувањето пред се му беа брзи, топката му беше брза, мајстор за слободни удари, мајстор за шутирање со двете нозе, многу покрај него стана и фудбалери со неговите топки, што ги беавме топки со очи. И така да мислам дека таков фудбалер ретко ќе се роди. После завршетокот на мојата кариера и како спортски работник соработувавме во Општинскиот фудбалски сојуз, каде тој продолжи како делегат на фудбалските утакмици, а јас како председател на Општинскиот фудбалски сојуз. Соработката ни беше до последно. Јове Магде можеше да направи голема кариера во познатата четворка – Звезда, Партизан, Хајдук, Динамо, ама никогаш не можеше да се оддели од Победа, од фудбалот, од Прилеп, или како што велат од милост, од градскиот сад. Заради тој факт што беше врзан за Прилеп и фудбалскиот град, фудбалскиот клуб Победа, не му се напушташе, иако имаше многу понуди од сите прволигачи, бидејќи тој беше и репрезентативец на Југославија, олимписки репрезентативец, имаше многу понуди од Звезда, Партизан, Хајдук, Динамо во тоа време, меѓутоа си го сакаше премногу градот, сатот, да не му избега, се зафркаваше многу пати и мислам дека затоа е фудбалски икона и легенда што ќе зборуваме понатаму. Голманот на Победа Јане Николовски фамилиарно и фудбалски е поврзан со Јове Магде. Моите почетоци како првотимец се исто врзани со Јове Магде, со Методија Крстевски, со Мицко Николовски. Во тој период јас станав првотимец и сигурно дека во многу ми помогна и во понатамошниот тек од мојата кариера. Се работеше за еден исклучително реален и праведен човек. Јас од истиот Јове Магде сум избркан од Победа. На мои 15,5 години. Бевме на припреми во Велинград во Бугарија. Тие има една девиза, поготово и Јове Магде, дека на млад играч може да му се прости внатре во терен, меѓутоа надвор од терен не сме да му се простува грешките, а на искусен играч му се простува надвор од терен ако направи нешто што е нефудбалско, а внатре во терен не. Јас направив еден циркус во Бугарија, ако требаше сите да биде во 11 соби, Јане како најголем мангуп од сите си дојде во 11,5 и беше избркан од Победа, по казна 6 месеци јас настапував за 11 октомври. Надалеко беше позната големата грижа на Јове Магде за екипата. Значи беше празник, мислам, 1 мај и така натаму. Немавме ние пари за мене некои 4-5 месеци. Јове појде од еден приватен стопанственик Прилепски, зеде назаем некоја си одредена сума, карикирам сега, може би 5-6-7 илјади марки во тоа време, за нас на играчите, да ни подели по некоја си сума, за да можеме тој празник да го поминиме така како што треба. Неговата посебност е во тоа што остана верен и доследен на Победа и на Прилеп. Тоа е тоа што може да го карактеризира како една од најголемите легенди на Прилеп. Јове Магде останува фудбалската икона на Победа, на Прилеп, на бројните генерации и спортисти кои го паметат.
Тоа е најпознатата осумкана победа.